Добро дојдовте назад, утринска програма Добро утро секој утро на телевизија Алфа, која денеска слави 12 години постоење во македонскиот етер, вашата омилена телевизија. Добро утро секој утро, мислам дека ќе го земе и тој примат, би сакале да биде вашата омилена емисија, но за тоа треба да помине доволно време за да го достигнеме тој примат на омилена емисија. Добро, со оглед на тоа што сме само 9 месеци во македонскиот етер, има време. Од Сдруженијето за нас, за медицинските сестри, за техничарите, за акушерките, за стоматолошките сестри, ќе ни позборува медицинската сестра која најмногу на свет ја сака својата професија, Ленча Донева од Здравствениот дом Железничар. Добро ви утро, Ленча. Добро утро и на вас, во студиото. Добро утро и на вашите гледачи пред малите екрани. Да, ви благодарам што се озвавте на нашата покана да не бидете гостинка денеска во Добро утро секое утро. Знаете зашто? Затоа што навистина имав проблем да прво најдам некој што се ја сака пред се својата професија, но исто така што сака да зборува за неа, а ќе кажам со оглед на моменталната состојба со COVID-19 и би рекла целата оваа година 2020 е за сите нас со посебен предизвик, но и неизвестност во секој поглед и во секоја професија, а посебно за медицинските лица. Овој пат за нас ве поканивме, имате голема причина да ги повикате со вашиот апел сите граѓани на Република Македонија да бидат свесни, да бидат совесни и дека сакате да се задржите и понатаму вашата насмевка и да се придржува до превентивните мерки против COVID-19. Велите да истраеме заедно во севкупната наша борба за општо колективно добро. Ќе повикаме, ќе кажеме тоа за вашиот апел, тоа беше најголемата причина за вашето гостување, но уште така, уште поголема причина е тоа што некој што толку се сака професијата и сака да зборува за неа, а цели 30 години сте медицинска сестра. Кога посакавте да бидете медицинско лице? Вака јас прво би рекла, дозволете ми да ви го честитам вашиот роден ден, да ви посакам многу успешни, многу креативни емисии во текот на едната година. Останете секогаш вака ведри, позитивни и весели и ширете ја вашата позитивна енергија. Благодарам. Така. Мотивот за кој што станав медицинска сестра се од периодот кога требаше да се определам. Мислам дека пресудно беше здравствената состојба на мојот татко. Значи, решив да бидам медицинска сестра со тоа што ќе му помогнам да се излечи својата болест, ќе му помогнам во давањето на лековите и така натаму. Мојот избор за медицинска сестра мислам дека воопшто не сгрешив. Значи, кога би се родила уште еднаш, пак би била медицинска сестра. Да се биде медицинска сестра е голем предизвик. Кој бара да бидете пожртвувани, да бидете хумани, да сочувствувате со луѓето, да помагате. Ние медицинските сестри сме сестри на работното место, меѓутоа ние сме медицински сестри во нашите домови, меѓу нашето семејство, меѓу нашите пријатели, меѓу нашите соседи. Не може да се биде медицинска сестра само со стекнување на диплома. Тоа треба да го почувствувате внатре, да го имате чувството за помагање во себе. Значи, на работното место од професионален план, карактерните особини на една медицинска сестра треба да биде тимски играч, треба да биде колегијална, треба да биде солидарна со своите колеги на своето работно место. Во однос на пациентите, значи треба да ја почитува личноста целокупна со своите верски убедувања, со своите образовни статуси и така натаму. Значи, бара хубавост, бара хуманост. Е премногу благородна работа. Се согласувам дека е премногу благородна работа. За жал, можеби Ленча Донева, која е медицинска сестра повеќе од 30 години, можеби требаше да не се случи за жал, повторно ќе кажам, COVID-19, за да сватиме колку сте ни нам од полза. Сите медицински лица и колку треба да бидете на пиедестал
И треба да ви кажеме едно на вистина благодарам што постоите, да не бевте вие, не знам што ќе правевме сега во оваа 2020-та. Пред известно време ни бевте нагости во Добро утро секое утро, кога одбележувавме меѓународна недела на медицинските сестри, но и од Светската здравствена организација ја прогласија 2020 година за година на медицинските сестри, посебно за вас. Се чувствувате ли некако поинаку оваа година? Се чувствувате ли дека на вистина после 3 години постоење на вашето здружение за нас, дека би требало вашата професија да биде малку повеќе ценета? Секако. Знаете што, Светската здравствена организација во соработка со Меѓународниот совет на медицинските сестри ICN, пред да ни се случи пандемијата, ја прогласија 2020 година за година на медицинските сестри. Ова што ни се случи е доказ дека медицинските сестри се всушност работниот стол во едно здравство. Значи, све почнува од медицинските сестри. Ние сме првиот контакт со пациентот. Мотото на Светската здравствена организација за оваа 2020 година, за годината на медицинските сестри, акушерките, гласи дека глас што води со подобра нега до подобро здравје. Значи, ние сме тие медицинските сестри кои што го промовираме здравјето, кои што го унапредуваме здравјето, кои што даваме совети, односно вршиме здравствено воспитување на околината околу нас. Пандемијата што ни се случи покажа дека е вистина така. Значи, ние ги следиме препораките од Светската здравствена организација упатени преку нашето Министерство за здравство, прво кон нас за личната заштитна опрема, што треба да имаме на своите работни места, меѓутоа и за пациентите. Значи, првиот контакт со пациентот секогаш е, поготово сега во ова време почнува со таа епидемиолошка анкета за да видиме од каква средина доаѓа пациентот, но секогаш се оди кон употреба на тие заштитни средства. Значи, пациентите, односно сите треба да носиме заштитна опрема. Носете маски, држете дистанца на расстојание од 2 метра и водете хигиена на рацете, односно дезинфекциони средства секаде каде што се во можност да се употребат. Во однос на маските би сакала да додадам, не е само да се стави маската на лицето. Значи, маската треба да ги покрие дишните органи, односно носот и устата. Не да се носи под носот и не да се носи под брадата. Исто така, многу важен момент е како ќе одложите, односно фрлите заштитната маска после употребата. Значи, сведоци сме на многу по улиците расфрлани маски на секаде или веќе носени употребени ракавици. Не, маската која што се рачуна како за веќе инфективна, значи заразен материјал, треба да се одложи во затворена канта која што нема да има допир со надворешната средина. Апелот на нашето здружение, апелот на нас медицинските сестри, ве молиме, носете заштитна опрема. Придржувајте се кон препораките што ги препорачува Министерството за здравство, за доброто на сите нас. Значи, право за нас, кои што сме во првите борбени редови, поготово колешките кои што се од инфективните клиники од 8 септември и сите останати ковид центри низ нашава држава. Мислете на нас, мислете на нив. Значи, имаме ситуации кога наши колешки поради контакти со заразени или поради околностите во кои што работат, ги немат видено своите семејства, своите најмили деца, па и по месец дена. И сега да ве прашам, затоа што скоро 3 месеци се бориме со оваа светска пандемија, со кои се предизвици се соочувавте? Колку неспиени ноќи имавте? Колку бевте на смена? Колку часови изработавте? Колку тоа сега после овие 3 месеци со оглед на фактот дека се уште постои COVID-19 и дека според издравствената состојба во моментов кај нас, за жал би рекла, е исто така со многу заразени, многу повеќе би рекла заразени од самиот почеток на пандемијата, па и веќе сме на некој начин во тој втор бран, да речам. Може би светот го очекуваше на есените, кај нас дојде на пролет. Со какви се предизвици се соочуваа медицинските сестри? Колку, како што велите вие, не ни одзимајте сега на сметката, да биде постојано на нашите лица, придржувајте се до превентивните мерки. Но, за да бидете вие наспани,
одморени, професионални, да бидете одговорни затоа што спасувате нечи живот. Колку па вашата насмевка беше на вистина реална во овие 3 месеци? Знаете што, ние конкретно медицинските сестри сме секогаш позитивни и насмејани на своите работни места. Старите умеат да кажат дека насмевката е лекот за многу болести. Позитивната енергија која што ја пружаме, која што ја шириме околу нас, исто така представува лек. За последни во овие 3 месеци, конкретно во мојата здравствена установа, значи Здравствен дом Железничар, се соочивме со предизвици од страна на пациентите конкретно што со своите различни убедувања, значи најдовме на еден отпор дека ковидот не постои, нели? Мене нема да ме допре. Значи најмногу делувавме на делот дека да, ковидот постои. Ковидот е тука и е смртоносен и е ризичен за сите нас, значи од најмладата популација до највозрастните, и дека ако самите себе не се заштитиме, не можеме да ги заштитиме и сите околу нас. Најголемите предизвици беа токму во тој поглед, значи негирањето и неносењето на заштитата опрема. Конкретно ние кај овде, значи направивме дезобариери пред влезот, да ставивме, мериме температура на секој пациент кој што ќе влезе во нашата установа, имаме дезинфекциони средства на повеќе места, значи сите ги почитуваме сите препораки на Министерството за здравство во однос на пациентите. За цело време на ние работевме на мој термин. Можеби мој термин беше малку поголем, беше временското растојание од едниот до другиот пациент, за да се направи нели простор да се дезинфектира просторијата, да се дезинфекцираат апаратите на кои што ете имаме некое снимање. Ние сме овде постојано. Меѓутоа, нашата насмевка е на крај да се изгуби. Така. Зошто? Затоа што токму тоа што го кажавте дека бројот на заболените значи расте. Сите очекувавме дека тоа ќе се намали, меѓутоа не расте. Пак ќе се навртам на нашиот апел. Верувајте, ќе има време и за дружење, ќе има време и за групно седење по кафани, по кафичи. Значи ќе има време сите да ги споделиме нашите чувства што ни се случило наназад, дали се убави, дали се добри, време на матурски, време на свадби, ве молиме, поздржете се. Токму од тие причини да не ни окрадете насмевката и од причини да биде добро за јавно здравје за сите нас. Почитувајте ги мерките. Токму така, еве ќе прочитам дел од вашиот апел, вели почитувани сведоци сме на ситуацијата со коронавирусот, која во нашата земја е повторно алармантна. Апелирајте до вашите најблиски да се придржуваат до посочените мерки и сите заеднички да стигнеме до целта која ја посакуваме. Природата на нас, медицинските сестри, ние секогаш да сме позитивни и насмејани, што постојано го кажуваме во текот на овој наш денешен разговор, дека насмевката и лекува. Работната средина понекогаш не доведува до конфликтни ситуации, но секогаш брзо надминуваме и сме насмејани и весели. Токму така и треба да останете. Таа смеја понекогаш можеби многу гласна, но токму таа смеја значи живот. Ве замолуваме, не ни ја крадете насмевката, придржувајќи се до мерките, ви порачуваат медицинските сестри и сите медицински лица, би рекла. А пред нас се уште многу прослави веселби на кои сакаме да присуствуваме, и ние, и вие, и да сме сите со ист број. Ве молиме, не ни ја земајте насмевката, придржувајте се повторно до превентивните мерки и уште една порака можеби до сите вас од нас, ви благодариме што истраавте досега и се надевам дека ќе истраете и понатаму во борбата со, за жал, една светска пандемија наречена COVID-19. Искрено сакам насмевката постојано да биде на вашето лице и никогаш да не ја менувате, затоа што па и тоа вам ви носи живот, а ако некој си ја сака професијата, убаво се чувствува во сопствената кожа и кога ќе се соочува па и со ваква, за жал, сега неизвестност за сите нас, за целиот свет ова неизвестност и никако не затекна овој вирус неподготвени. Да истрајаме заедно и ви посакувам да бидете живи, здрави, весели и како што велите вие да бидеме сите на број и да се смееме сите заедно и да се избориме сите заедно. Благодарам Ленча Донева за вашето денешно гостување. Благодарам и на вас. Поздрав и секој добро.